Што беше мотивација да прифатите министерска позиција во овој ресор? Па пред се, кога сум добивала меѓународни признанијата секогаш носат мотивација и се извор за уште подобра работа, бидејќи знаеме дека секогаш може подобро. Сега ова е различен начин на препознавање. Може да кажам дека понудата ја сметав како начин на препознавање на моите капацитети, мојот потенцијал, на моето знаење и труд до сега што сум го постигнала, да бидат ставени во функција на државата. И кога размислував, не можам да кажам дека одлуката ми беше лесна. Групер е граден со многу пасија низ годините, со многу напорна работа. Од друга страна, во ново создадена индустрија, каде што правевме и законски, да кажам, борба за промени во законските регулативи, и поради тоа основав и Асоциацијата за електронска трговија, која што се залага за промени. И сега кога кажувам промени, доаѓам до главниот мотив, што ми беше мотив да го прифатам овој ресор, или ако кажеме драйвот кој беше клучен, тоа сметам дека беше можноста да се прават промени, бидејќи сите сакаме промени од една страна, но промените не се лесни, а уште помалку се прават од критикување, нели? И ова го гледам како можност да правам промените, бидејќи промените тешко се прават од надвор, но се прават од внатре во владата. И уште тука сакам да додадам дека не сакам да верувам дека успехот во нашата земја не се простува како што велат. Сакам да докажам дека може да биде спротивното, да биде мотивација за други млади луѓе кои се способни, затоа што на нас останува да ги водиме промените. Токму на адреса на вашата младост, дека со 31 година вие станувате првата жена министер, беа упатени редица критики од опозицијата, имаше и многу шпекулации во јавноста, како во однос на капацитетот поради младоста да одговорите на предизвикот, така и во однос на компанијата што ја основавте и менаџирате со години Групер, дали е плагијат, начинот на кој што сте ја раговоделе? Кој е вашиот одговор на сите овие шпекулации, коментари и очекувања? Да, тука поставив се неколку прашања и благодарам за прашањата. Прво ќе се осврнам на младоста, нели ја спомнавте дека сум многу млада. Не би рекла дека сум многу млада, би рекла дека бев многу млада кога имав 21 година, кога се впуштав да основам бизнис во индустрија која што не постоеше, речи се кај нас, не зборуваме само за ниска интернет пенетрација, туку и за немање на платежни картички. Тогаш да, бев млада, бев полна со енергија и ентузијазам дека ќе предизвикам промени во таа индустрија. Меѓутоа, исто така, сега кога спомнуваме нели дека имаше критики за младоста и искуството, свесна сум дека сум поразлична, може да кажам, од досегашниот профил на луѓе кои воделе оваа одговорна функција. Значи, од една страна сум различна, но од друга страна, кога зборуваме за фискални политики, знаеме дека фискалната политика е средство за постигнување на економските цели. Знам, јасно ми е дека Министерството за финансии е крвотокот на државата, ама ако зборуваме за постигнување на економски цели, тука доаѓа дека за било која цел, која што сакаме да ја постигнеме, е клучно доброто менаџирање. Затоа секогаш слушаме менаџирање со јавен долг, менаџирање со јавни финансии, а во менаџирањето до сега јас и теоретски, и практично, и дома, и интернационално сум се докажала. Нели, менаџирањето бара широки интердисциплинарни познавања, особено денеска во современиот свет, и бара да се препознае потенцијалот, да се постават правилните прашања, да се донесат правилните одлуки на база на анализа, истражување и да се постават приоритети во овој случај кои што ќе донесат најмногу бенефити и за граѓаните, но и за бизнисите. Сега да се осврнам на вториот дел од вашето прашање, во однос на тоа, и за тоа ви благодарам, затоа што може да ги расчистиме сите тие дилеми и шпекулации кои што овие недела дена беа поставувани. И од друга страна, кои што вчера во собранието директно и завчера ми беа вперувани, а јас не можев да одговорам на сите тие работи, па прво, во однос на тоа дека бил Групер плагијат, ако ги погледнете сите мои интервјуа од 2011 година па наваму, ќе видите дека јас во секоја интервју кажувам дека Групер е инспириран од успешната американска компанија Groupon и дека ние донесовме нов бизнис модел на македонскиот пазар во време кога не постоеше нити тој бизнис модел, нити онлайн плаќањата и трговијата. И сега тука не можеме да кажеме за бизнис модел што сме го донеле, каде што јас цело време сум кажувала од каде е инспириран, дека било плагијат. Тоа е бизнис модел кој што постои во секоја една држава во светот. И е македонска компанија која што е градена со многу труд и работа, која што соработува со 3500 компании, која што обслужува над 200.000 корисници и има креативен, млад, динамичен, ентузијастички настроен тим.
И во однос на ова другото прашање дали сме работеле во согласност со регулативи, прописи, минимални плати беа спомнувани. Фала ви на приликата да ги демонтирам сите тие невистините кои што беа, ајде како да кажеме, спинувани информации. Значи, компанијата нити има 12 вработени, нити дели минимални плати, нити вработуваат инженери. Напротив, ние имаме аутсорс компанија со која што работиме за се што е развој на софтверот, така што еве прилика да ги демонтирам сите тие невистините информации кои што беа упатени. Од приватниот сектор се префрливте во друго поле, ќе бидете чувар на државната каса. Скржавост или дарежливост? Каков пристап може да се очекува? Да, добро е поставено прашањето, бидејќи тргнувате од таму од каде доаѓам, од реалниот сектор. Значи, јас како учесник во реалниот сектор, секогаш сите одлуки сум ги правела за инвестирање и ширење на бизнисот врз база на анализа, да донесам најдобра одлука каде ќе имаме најдобар поврат на инвестираните средства, каде ќе бидат максимални резултатите, каде ќе се постигне оптимизација, бидејќи секогаш играме со ограничени ресурси. Не можам да кажам дека ќе бидам скржава во однос на трошоците кои што инвестициите кои што ќе се прават за да вратат назад. Оние непродуктивни трошења кои што нема да вратат назад, секако дека може да бидат предмет на штедење. Меѓутоа, не можеме да зборуваме за штедење во капитални инвестиции или проекти кои што ќе донесат економски раст, кои што ќе намалат невработеноста. Тука мислам дека е јасно дека не треба да се штеди, затоа што гледаме секој денар кој што ќе се внимава каде се инвестира на граѓаните и тоа ќе биде видливо за сите. Зборуваме за фискална дисциплина, фискална транспарентност, граѓаните да може да видат каде секој денар нивен се троши. Тука ќе се залагам исто така многу, бидејќи особено во новиот современ свет, кога ни стојат на располагање толку технологии, ние без технологиите не можеме да разговараме за фискална транспарентност, фискална дисциплина, за да граѓаните се тоа го видат, потребни се новите технологии за кои што исто така мислам дека имам добро развиено и чувство и знаење за да може да имплементирам промени. Што можеме да очекуваме за идните правци на фискалната политика? Фискалната политика е одраз на средорочните цели и приоритети на владата. Со оглед на тоа дека јас доаѓам не само на половина од мандатот, туку доаѓам на една година уште до мандатот, би рекла дека пред мене стои на вистина амбициозна агенда. Значи имаме програма за управување со јавни финансии, која што е навистина амбициозна, со која што во следниот период треба да се донесе, ќе се залагам за да се донесе новиот закон за буџети, кој што го регулира целиот буџетски процес и во кој што е предвидено да се имплементира нов проект, така наречен интегриран систем за водење на јавни финансии, кој што ќе зголеми и фискална дисциплина и транспарентност и тоа ќе биде еден навистина обемен предизвик. Секако и кој ќе промени од корен многу работи во начинот на водење на јавните финансии. Во однос на фискалните политики, можам да кажам дека секако ќе бидат насочени кон економски раст, кон зголемување на продуктивноста, кон намалување на неефикасноста, кон намалување секако на невработеноста. Сите тие инструменти кои што предлог мерки, кои што ќе се користат, ќе бидат насочени за најдоброто и за граѓаните, но и за носителите на економска активност. Во ребалансот на буџетот, што треба да се најде следната недела на владина седница, една од мерките е стимулирање на севкупното покачување на платите. Имате ли вие првичен преглед за ребалансот и кој е вашиот став во однос на ваквиот начин на стимулирање на платите? Да, добро, ви благодарам и на ова прашање, бидејќи како што кажав, не стои амбициозна агенда, уште поамбициозна ако видиме во каков период доаѓам, во период на ребаланс, во период на формирање на следниот буџет, во период кога се започнати многу реформи. Јас ќе ги испитам ефектите на сите досега предложени и започнати реформи пред да донесам одлуки за било какви промени. Во однос на прашањето за ребалансот ќе биде во завршна фаза. Јас во овие последните денови бев вклучена во завршната фаза и веќе чекаме следната недела конечно да биде и донесен и да биде и презентиран секако. Секако дека оваа мерка која што беше најавена е вградена во двата месеци во кои што ќе биде имплементирана, односно од 1 октомври е планирано да се донесе тој закон. Секако дека во истиот се вклучени и други ресори клучни, па повеќе ќе може наскоро кога ќе биде и официјално презентирана мерката да кажеме, но она што сега можам да ви кажам е дека да вклучена присметката во ребалансот и сметам дека е добро тоа што мерката ќе овозможи да малите и средни компании и сите воопшто компании да можат да дадат поголеми плати, а при тоа да бидат ослободени од плаќање на придонесите.
Рековте дека нема да штедите на капитални инвестиции. Меѓутоа, токму на тоа поле има многу забелешки дека не се користат доволно. Имате ли план за стимулирање на користењето на парите за капитални инвестиции? Да, знам дека една од забелешките до сега, и секако со право, беше ниското трошење и реализација на капиталните инвестиции. И тука сметам дека многу е важно и сметам дека можам да подобрам процесот не само на планирање на проектите, бидејќи треба да се земат во предвид и капацитетите со кои располага ресорот на кој му е доделен проектот и навремено следење и контрола за да се трошат парите, бидејќи навистина е представува загуба ако се предвидени средства за капитални проекти инвестиции, а не се потрошат. Можам да кажам дека тука ќе се залагам, имам идеја и како тој процес ќе биде подобрен, секако во свое време ќе ја споделам повеќе, но на истата тема и на истото прашање, сметам дека е многу важно кога носиме мерки и промени, не само што и зошто се прави нештото, туку начинот и тајмингот на спроведување на било што. Дали според вас се добри ефектите од досегашната реализација на прогресивното одоначување и што би промениле вие таму, за да има подобри резултати? Да, за прогресивното одоначување, мојот личен став е дека ако ја врши редистрибутивната улога, да ја намали нееднаквоста, секако дека е добра мерка и би требало да биде добро прифатена од сите граѓани, затоа што кој сака да гледа сиромаштија, така? А од друга страна, за да е добро прифатена, треба граѓаните да веруваат во институциите, да знаат дека сите еднакво плаќаат и дека се адресира и сивата економија. Во однос на прогресивниот данок, кога кажав дека сметам дека ако ја заврши улогата на редистрибутивна која има, е добро. Меѓутоа, дали ја врши улогата, треба да влезаме да ги видаме ефектите, точните анализи, затоа што, како што кажав во претходното прашање, многу е важно начинот и тајмингот на спроведување, не е само што и зошто. Една мерка може да е многу добра, но можеби начинот на кој е спроведена, можеби тајмингот може да биде подобар. Па за ова поконкретно, кога ќе ги видаме точните ефекти и анализи од досегашните остварувања. Имате ли планови за продолжување, проширување на концептот на владата за парите кај граѓаните? И во тој контекст, кој е вашиот став за проектот Мој ДДВ? Ќе следат ли други такви мерки и проекти? Искрено да ви кажам, до сега што абсолвирав, можам да видам дека мерката е многу популарна. И секако дека гледам и дека ги дава резултатите, односно во претходните 2 месеци има зголемена наплата на ДДВ, која што може да се препише благодарение на мерката. Имаме тука идеи, можам да ви кажам уште од сега дека мерката ќе претрпи одредени измени и мерката како таква, и мобилната апликација, и верувам, сигурна сум дека тоа се многу ќе им се допадна на граѓаните и наскоро, секако се уште не сум влезена во кабинетот, да влезам и многу скоро ќе можеме повеќе да споделам за сите промени кои што ќе бидат воведени. Ќе очекуваме промени. Ви благодариме што првото интервју го дадовте за МИА. Ви посакуваме успешна работа. Ви благодараме вас многу.